Зарко Милошевски е новиот директор на Агенцијата за национална безбедност. Така реши владата на денешната седница. На врвната позиција во АНБ Милошевски доаѓа по повеќегодишна работа во самата агенција, каде бил помошник директор на оделот за безбедносни проверки и НАТО регистар. За Милошевски не се знае многу освен тоа дека кариерата во безбедносните служби ја почнал пред 25 години во тогашната управа за безбедност и контраразузнавање. Неговата експертиза е во сферата на спротивставување на насилниот екстремизам, заштитата на уставното уредување и спротивставувањето на тероризмот. Милошевски своето професионално доусовршување го спроведува од 1999 година до денес преку учество на повеќе домашни обуки организирани и имплементирани од страна на единицата за специјални задачи и Бирото за јавна безбедност при МВР, како и на повеќе обуки во странство организирани и имплементирани од страна на Стейт Департментот, Министерството за правда на САД, Министерството за одбрана на САД, Федералното биро за истраги, Дипломатската безбедносна служба на САД, како и Канадската безбедносна и разузнавачка служба, стои во соопштението на владата во кое се аргументира зошто токму Милошевски доаѓа на чело на најважната безбедносна институција во земјата. Тој целата своја кариера ја поминал во службата и во незиниот најтемен период кога некогашната УБК под раководство на Сашо Мијалков спроведе незаконско прислушување и следење на илјадници граѓани. Токму поради овој скандал, УБК беше расформирана и незините ингеренции поделени меѓу оперативно-техничката агенција ОТА и Агенцијата за национална безбедност АНБ, со која од денеска раководи Милошевски. Тој на функцијата го наследува Виктор Димовски, човекот во чиј мандат се случи еден од најсериозните пропусти на АНБ, давање зелено светло за издавање македонско државјанство на проблематичниот украински бизнисмен Олександар Онишченко и покрај фактот дека тој е на американската црна листа поради мешање во претседателските избори на САД. Димовски, кој е предвиден да биде иден амбасадор на земја во Франција, призна дека агенцијата направила грешка зашто не ја спровела последната проверка која предвидува координација со сојузниците од НАТО и со САД. Интересно, новиот шеф на АНБ, Зарко Милошевски, доаѓа токму од оделот на агенцијата во чија ингеренција се безбедносни проверки и НАТО регистар. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.